Добре дојдовте, Квинтастични! Јас сум Дороти Квинтастична и ова е 23-та епизода со која започнувам нова година, но и нова димензија на празнување и истражување на женската божествена енергија. Денес се впуштаме во еден длабок разговор за архетипите на женската енергија. Но пред да почнеме, сакам да ти поставам едно прашање кое ќе те води низ оваа епизода. Кој архетип ја води најчесто твојата животна патека и како сакаш да биде? Од кој архетип да действуваш во 2025? Да го поставиме ова прашање како емоционално упатство и како начин да започнеме еден процес на самоистражување кој ќе ве доведе до најдлабоките слоеви на вашата женска сила и моќ. Најискрено се надевам. Дали си мајка, дали си воинка, дали си вештица или си уметница? Дали ги имаш освестено овие архетипи? И дали можеби свесно управуваш со истите? Без разлика кој архетип го носите во даден миг, тој е клучен за тоа како да ги искусувате животните предизвици, како да се соочувате со нив, но и како да ги уживате одредени сегменти од животот. Женската енергија е секогаш во движење, секогаш во трансформација, секогаш во развој, секогаш вибрантна, па дури и кога мирува. Женската енергија како концепт се однесува на различни аспекти на женската природа и на женската моќ, кои се поврзани со флексибилност, адаптибилност, промена и одговорно би рекла, трансценденција. Може би сте одлучиле свесно или несвесно да гледате на овој концепт како на метафизички поим, но тој има и своји изрази во биологијата, во психологијата, во социјалните и хуманистички структури исто така. Најевидентно е ако погледнеме на биолошките промени кои се случуваат на нас, жените. Женскиот организам е подложен на редовни циклични промени кои влијаат на енергијата и физичкиот и емоционалниот баланс и како се манифестираме низ животот. Овие промени се најочигледни во контекст на менструалниот циклус, кој овој пат го поврзувам со цикличноста на природата, со цикличноста на месечевите мени, па така се огледува и во цикличниот менструален циклус на жените, во промената на хормоните кои ни се случуваат на нас, жените, низ целиот живот. Психолошки и емоционални аспекти би биле евидентната разлика во емоционалната интелигенција помеѓу мажите и жените, евидентната разлика во женското лидерство и во лидерството кое е востановено како принцип, а во суштина е машко лидерство, и во трансформацијата која жените ја носат во социјалната и културна и во социјалниот живот и во културата. Па така во последните децении жените имаат огромен придонес во глобалните промени, вклучувајќи го движењето за родова рамноправност, се разбира. Ако погледнеме барем на кратко во политичката активност која имаат жените во последните децении и во зголеменото присуство или барем признаеното присуство на жените во економијата, во уметноста, во науката. Па така, доаѓаме до заклучок дека женската енергија е составен дел од големото, би рекла, множество енергетско и во општественото живење, и во приватниот, и во јавниот живот. Ние жените, признавајќи ја нашата женска енергија, која е постојано во движење, како што кажавме, можеме да забележиме и во природните, и во психолошките, и во социјалните аспекти на женскиот живот промени. Жените се често во процес на трансформација, како што е и самата природа, во постојан развој, било да се работи за физички промени, емоционален раст или социјални и професионални достигнувања. Продолжуваме да се адаптираме и да се развиваме, обезбедувајќи влијание и иновации во секоја област од општеството.
Кога зборуваме за божествена женска енергија, се повикуваме на древни архетипи кои ги објаснуваат различните форми на енергија кои ги поседуваме. Тие архетипи се втемелени во фолклорот, во митологијата и во древните цивилизации, а ние ги носиме со себе длабоко во нашата психа, клетки, понекогаш и несвесно. Во современото општество, каде што често ни се наметнуваат општествени улоги или роли, општествени стереотипи, се чини дека премногу често забораваме на овие архетипни облици на енергија, кои текако имаат големо значење. Тие се тука, чекаат да бидат откриени, остварени, признаени. Најпрво би ја спомнала мајката, архетипот на мајка. Тоа е архетип на грижа и нежност. Таа е љубовта која создава, раѓа, поттикнува живот. Таа е заштитничка, таа е хранителка. Оваа архетипна енергија често се активира кога треба да се грижиме за некого, поретко кога треба да се грижиме за себе. Но и тогаш. А во мојот живот овој архетип беше посебно присутен и се отелотвори, можам да речам, во моментите кога станував за прв пат мајка и кога ја чувствував незгасливата потреба да давам безусловна љубов. Следен архетип кој го разгледуваме е моќната воинка, па таа се пројавува секој пат кога сте решителни, кога сте храбри, кога сте упорни, несупирливи. Ова архетипна енергија е наша внатрешна сила. Овде потекнува женската моќ, кога се соочуваме со животните предизвици, кога треба да се бориме за нашите права, кога недвосмислено чувствуваме потреба да ја изразуваме нашата слобода во различни животни контексти. Се сеќавам кога оваа архетипна енергија беше активирана во мене, кога за прв пат започнував да водам организација, кога станував предприемачка, кога си дозволив на себе да бидам во улога на лидерка, кога се борев за идеите кои ги имав и кога не дозволив да се повлечам. Ова е архетип кој не води преку бурни времиња, дефинитивно. Мудрата вештица е следниот архетип. Она што оваа архетипна енергија ја прави моќна е нејзината интуиција, мудроста. Таа знае кога да действува и знае кога да чека. Вештицата е архетип на оние кои се поврзани со природата, кои имаат длабока интуиција и можат да бидат длабоко под површината на реалноста. Личните процеси на трансформација, спиритуално исцелување, се област во која овој архетип станува жив. Многу пати оваа енергија ја користам во мојата практична работа, но исто така ја користам и менаџирајќи ги сите мои кариерни ориентации, но исто така и во приватниот живот. Слободната уметница е архетипот на креативноста, на слободата и самоизразувањето. Многу е активен додека сме девојчиња. Таа го поврзува нашето внатрешно, вистинско јас со нашата способност да го изразуваме светот на автентичен начин. Па така слободната уметница ја поврзувам со автентичниот начин на живење. Често се случува да овој архетип го вклучувам кога создавам, кога пишувам, кога развивам нови концепти и идеи, но и кога си играм со своите деца. Ова е архетипот кој ми помогна да живеам според својата вистинска слика или кој ми помогна да бидам квинтастична. И за секоја од нас квинтастична значи различна, автентична, своја, според своите лични преференции. Мојата трансформација, која била и пеколна, но и божествено преобразувачка, ми покажала како секој од овие архетипи може да се активира токму онака како што ми треба, кога ми треба
и како ме води во различни периоди од животот. И некогаш сум ја носела и ја носам моќта на мајката, која ми е потребна, која ми е поддршка и за себе си, и за моето семејство, за моето пошироко обкружување, но и за светот. Некогаш сум ја носела и воинствената енергија, и таа беше онаа што ме држеше и ми даваше храброст да се справам со изгубените битки, ако можам така да ги наречам, но секоја изгубена битка на крајот е добиена, и да се ослободам од стравовите. Понекогаш ми треба мудроста на вештицата, за да ја разјаснам ситуацијата, да донесам мудри одлуки, а по тоа подразбирам исклучително отелотворена мудрост или интуитивност. Отелотворена мудрост како концепт кој се однесува на практично изразување или практична примена на мудроста во реалниот живот. За мене тоа значи да се биде способен не само теоретски да ги знам принципите на мудроста, туку и да действувам, да се усогласам со нив во секојдневните животни ситуации, па таквата мудрост се одразува во одлуките, во делата и начинот на размислување, и секако прави една кохезија од делата, начинот на размислување, одлуките, акциите, и ова недвосмислено демонстрира зрелост, свесност, трпеливост, сочувство, емпатија, разумност. Отелотворената мудрост ја поврзувам со идејата дека мудроста не е само интелектуална способност. Многу малку е интелектуална способност, пред се емоционална зрелост и конечно, мојата слободна уметница беше таа која го изразуваше моето внатрешно јас во светот. Им благодарам на сите 4 што ми се нашле во сите моменти кога ми требале и наоѓам начини да ги славам според нивните потреби. Сега сакам да ве поддржам да ја почувствувате и разберете вашата доминантна архетипна енергија. Да ги затворите очите, ве замолувам. Да земете длабок вдих. Почувствувајте се себе си во своето тело. И замислете го вашето лице како што го гледате во огледалото. Какво е? Кој архетип од споменатите 4 блеска во вас? Видите што ќе видите, почувствувајте што ќе почувствувате, слушнете што ќе слушнете. Како се чувствувате? Како мајка која се грижи и создава? Може би сте во фаза каде што воинката во вас бара да биде појавена? Или пак се чувствувате како мудра вештица која ќе ви помогне да го пронајдете патот низ одредени можеби и магливи предели на вашиот живот? Или можеби автентичноста на слободната уметница овој пат во оваа животна фаза, во овој животен циклус доаѓа до израз. Запишете го ова што го гледате, чувствувате, доживувате, слушате. Запишете го во вашето срце. А потоа поставете си го следново прашање. Кој архетип ќе ти донесе најголема моќ во наредниот период? Заблагодари се и запомни. Запомни што вида, запомни што слушна, запомни што доживеа, што почувствува. Можеше да воочиш дека женската божествена енергија не е статична. Таа е динамична и флуидна
и се променува во согласност со нашите животни патеки. Архетипите кои ги носиме ни даваат моќ, но истовремено ни учат како да се поврземе со самите себе и со светот околу нас. Дали сте подготвени и дали го избравте вашиот архетип за оваа година? Како ќе ја промените вашата енергија и кои нови патишта ќе ги отелотворите преку патот кој ви следи и кој ве чека? Доколку сакате да истражувате повеќе за овие архетипи и како тие влијаат на вашиот живот, останете со нас и во следните епизоди. Искрено се надевам дека ни служеше оваа кратка, но многу значајна вежба за најголемо добро. Благодарам што го слушате овој подкаст и што ја делите оваа енергија со мене. Бидете божествени, бидете силни, бидете слободни. Со океанска љубов за највисоко добро. Дороти Квинтастична.